Скопје, Тетово, Битола се и натаму на мапата на најзагадени градови во земја Скопската околина, особено ако се види одводно. Ќе видите речиси секојдневно загаден воздух. До кога ќе се гушиме? Се прават стратегии, но и натаму. Речиси секоја зима иста песна. Градот, поточно македонската метропола, е еден од најзагадените градови во Европа. Во ова издание на Тренинг, мој соговорник е министерот за животна средина. Господин Нуредини, речиси 3 години поред диагностицираме речиси исти проблеми. Прво дека индустријата загадува, стари автомобили, греење. Може да ни кажете што е лекот за конечно да речеме дека македонските граѓани ќе можат слободно да се движат низ улиците? Кој се не загадува и не труе? Да, мислам дека прво да се збориме за темата не само овие 3 години, но е долгорочна проблема што имаме ние во државата. Во Скопје, во Тетово, Куманово, во сите нашите градови. Што е битно да се објасниме е дека ние не дека само имаме стратегиите. Ако се разгледаме на тие податоци што имаме од години, ние може да кажеме дека секоја овие 3 години, секоја година имаме помалку денови каде имаме загаден воздух. Тоа значи дека нашите мерки што имаме ние како држава, има влада или држава имаме се тие се мерки кои управува и намалува аерозадувањето. Но за жал уште е вистина свесни сме сите дека имаме проблем со аерозагадувањето. Заради тоа ние сме направиле заедно со поддршка од шведската држава, со универзитетот во Штип, сме направиле една стручна академска анализа и тие податоци покажува дека прв за жал е биомаса кој загадува воздухот во Скопје. Околу 35% до 40 нешто посто аерозадувањето е од биомаса. Тоа значи од грејење или отварна палење во нашата земја. Втората е стари возили кои се, да кажеме, on average, во средина се 20 години нашите возили, стар. Имаме многу стари возили во државата. Третата е изградба на објекти, кои, за жал, не и производот прашина, извините. На крај е индустријата. Ова е стручна извештај од Универзитетот од Штип. Тоа не значи дека ние ќе бидеме нема да бидеме строго на индустријата. Секогаш ние бараме од државен инспектор за животна средина да направат не само нормални контроли на интегрирани инсталации, но и да направат и вонредни контроли. Сега пред неколку денови ние со координација со град Скопје и со локални инспекторат и со државниот инспекторат сме направиле неколку вонредни контроли во индустријата. Да разгледаме дали има некоја пропушт од страната на индустријата. Но што е потребно е значи дека ние како влада инвестираме, секој министерство мора да инвестира на проеколошка грејење на јавни објекти, да кажеме. И тоа направиме во школи, во градинки, во болници. Ние сме имале во Чаир тука, на Чаирска клиника, грееше со мазут. Иронија тоа е, за жал. Сега тие грејат со газ. И во Куманово сега болницата. И сега сме инвестираме во Струмица. Министерство за внатрешни работи, како пример да го кажем сега, до сега реабилитираше, инвестираше во повеќе од 80 полициски станици да грејат или се подобри по-енергија ефикасно и по-еколошки. Но, на крај, клуч на целосно ова е ние да продолжиме да инвестираме на газификација во државата. Тоа значи дека ние тоа фаза со секундарна и терцијарна мрежа за газификација по еднина да почне подобре за нас. Министер, меѓутоа со години се зборува околу процесот на гасификација на градовите, се споменуваше ургентно формирање на екофонд, но оно што е симптоматично, буџетот во Министерството за екологија и животна средина е едвај
0,65% од вкупниот буџет. Пред 2 или 3 години тоа беше 1,1 насто. Дали ова значи дека заштитата на животната средина сушност е до тој степен маргинализирана и дека пред се става акцент околу нафтата, струјата? Не баш така. Зошто не е така? Првото што е битно да знаеме дека Министерството на животна средина е министерство кое предлага стратегии, закони и се тера тоа зелена агенда од државата. Но ние во владата, значи дека ние имаме одлука дека секое министерство мора сам да инвестира во да биде поеколошки. Што кажав претходно. За градинки, школи, полицейски станици, болници и сите другите. Тоа е првото што кажем дека тоа значи дека не е само во Министерството за животна средина, но секое другата министерство. Министерство за економија има програмата за субвенции на граѓаните да инвестират на соларни панели, на поеколошки грејање, на изолација и другото. Тоа не е во Министерството на животната средина, но е дел од идејата за инвестирање на животна средина. Министерството за финансии има заем од Светска банка повеќе од 30 милиони евра за општините да барат да инвестират на вакви проекти. Што е битно е да ви информираме дека на Министерството на животна средина од централен буџет тоа е бил секогаш по 1%, некој 0,7 тоа. Но на другата страна ние сме надлежни и ние инвестираме сега заемот е за пречлна станица во Скопје, тоа повеќе од 130 милиони евра инвестиција. Тоа е во животна средина. Ние сме земеле заем од Европската банка за инвестиција 50 милиони евра на Министерството на животна средина, ние да поддржиме нашите општини да инвестират на вода за пиење и на канализација. Ние сме земеле сега е помина во собрание заем од ЕБОР 55 милиони евра да инвестираме во нашата држава, да изградиме регионални депонии, да набавиме камиони и контейнери и да му дадеме на општините. Овие се големи проекти со што зборуваме ние, па тоа не е во буџетот. Ова е надбор буџетот. Ние финансираме со интернационални банкови, да кажеме, IFIs, како ЕБОР, ЕИБ и другите, и имаме програмата и од ИПА. Тоа целосно ќе влегува во животна средина. Министре, да поедноставиме. Европа ни дава пари за да се справиме со еколошката катастрофа во која подолг период се соочуваме, да не говорам тука само за загадениот воздух. Проблем е исто и отпадот. Каде завршуваат тие средства? Ние не гледаме, граѓаните не може да видат резултати. Да, се касниме. Зошто? За жал сме имале не само пандемија, енергетска криза, економска криза, и тоа се касни сите процедури. Тоа не значи дека ние имавме можност и пари. То сега што сме направиле овие 3 години, сите тие разговори што јас имав со банките, со меѓународните, сега сме во таа состојба кога ќе почнеме. Тоа не значи дека утре се ќе биде решен, но јас ќе кажам дека од денес ние сите резултати оваа инвестиција што па направиме сега или тоа што ние се спремаме, после 2 години ќе се видиме тие инфраструктури кои се потребни во нашата држава. Бидејќи претходно не сме имале средства. Министре, можеме ние десетина, 20, 30 депонии да имаме ако тие не се во функција џабени. Тие кои ние ќе изградиме мора да бидат со меѓународните стандарди. И општините, да не забравиме нешто. Секогаш ние се покажеме со прст кој е крив. А разгледаме законите за разгледаме. Од 22 година пишува во закон локална самоуправа е надлежен за хигиена и за вода. Државата не управува со отпад. Ние ќе дадеме финансиски поддршка, но секогаш е бил така. Идејата е, ние ќе изградиме, али општините морат сам да управуваат и да собираат. Преокупирани со заштитата на воздухот, заборавивме за отпадот. Дрисла е застарена депонија која не е оперативна за концептот на нулта отпад, но имате ли се појавуваат се овој период информации дека постојат обиди да се складира или преработува карциноген отпад?
Не, тоа не е можно заради Дризла, нема да имат вакви дозволи да управуваат со ваквиот отпад. Дали се контролира каков отпад се увезува за индустријското согорување? За индустријско суровиња? А за отпадот мислите, за RDF? Тоа RDF претходно бил дозволен да увезиме во државата, но со измена на законот 2020 и со предлог, ние сме како предлагачи на 6 нови закони во 2021 година за отпад, ние сме имале барање од пратениците да забраниме увоз на RDF за употреба на грејање за индустријата. Тоа е забранен. Ние не дозволуваме да увезиме RDF, како се веќе тоа, Refuse Derived Fuel, се вели, да увезиме и индустријата да употреба тоа. Додека ние не можеме уште не сме спремни сам да управуваме со нашиот отпад. Денове прочитав една анализа дека реката Вардар и натаму е една од најзагадените, што е со прочистителната станица во Скопје. Да е тоа. Сите сме свесни дека сите нашите отпадни води се легуваат во Вардар. Да е тоа, јас секогаш кажав, ги продолжам да кажам. Многу е битно ние да инвестираме на потребната инфраструктура како пречиствателни станици во Скопје, Тетово и Битола. Ние сме на крајна фаза но има независна комисија која сега разгледува тие понуди од тие фирми за пречиствателна станица во Скопје. Очекуваме до крај на јануар да биде готов и ние да добиеме извештај, ние како Министерство, град Скопје и Водовод Скопје. И ние да разгледаме тоа и да презентираме на владата. Но што е битно е дека Европската банка за инвестиција, која даде заем, заедно со ЕБОР, тие се надзор на целосен процес. Тие велат дека до сега се бил во ред и на крај, кога ние ќе добиеме тоа извештај, ќе знаеме како ќе тераме. Но сме оптимист дека ова процедура ќе заврши и знам на иднина ние ќе почнеме да изградиме пречиствателна станица на Скопје. Земите во развој се претвараат, според одредени анализи, во европски депонии за опасен отпад. Дали мафијата го контролира овој црн бизнис? Гледате, тоа што може би е црн, профитира? црн. Но во нашата држава ние не дозволуваме да увезиме ни еден опасен отпад, бидејќи ние немаме инсталации кои може да управуваат со ваква отпад. Заради тоа, што ние гледаме во нашите извештаи, годишни извештаи на што е бил увезен во државата и пишува опасен отпад, тие се како се вика тоа батериите на возилите. Ние имаме неколку фирми во државата кои земат тие стари, рециклираат и повторно ги извезат и продават. Но тоа не е опасен отпад, бидејќи законски не е можно ние да увезиме и да депонираме опасен отпад во нашата земја. До кога државата и македонските граѓани ќе се гушат во загаден воздух? Гледате, јас прво не како министар, но како граѓан. Мора да кажем, сум свесен дека ние сме во една економска криза и имаме една економска криза. Но апелирам на сите да бидеме повнимателни и свесни со што ние грееме. Министри, пред 3 години се соочувавме со загадување на воздухот, тогаш немавме енергетска криза? Да, али при 3 години, за жал, не сме имале и ни стратегија. Пред 3 години, кога јас почнав како министар, ние сме почнали да инвестираме на менување на начин на грејење на јавни објекти. Сме почнали да дадеме субвенции на граѓаните и повеќе да инвестират и ќе продолжиме тоа. Но што е битно е што ние грееме. Таа дрва да бидат нормална дрва. Да не употребиме материјалот кој можеби е канцерогенек, кој имат лак и нешто други. Тоа ќе влие прво на нашето здравје дома и на најблиските од нашите фамилии. Тоа е, но ние мораме да продолжиме и ќе имаме, што кажав, и во Министерство за економија, и во финансии, има средства да помогне да поддржиме со субвенции на граѓаните да инвестираат и да менуваат начин на грејење. Министре, на крајот, најголемиот дел од вашиот професионален и приватен живот го имате поминато во Австрија. И во Англија, во Лондон. И во Велика Британија. Што е она што ние како држава немаме капацитет да го направиме,
а тоа одлично им успева било да е на Велика Британија и на Австрија. И јас и вие сме имале шанса да живееме надвор од границите од државата. Знаеме какви се депониите во Австрија, во Велика Британија, во Германија. Ова тука што ние го гледаме, сметате дека не е исто така некаква суевидна еколошка бомба? Гледате, јас не би сакал да кажем еколошка бомба, но јас ќе ви кажем што јас лично, не како член на владата, лично како Насер, мислам, што е бил проблемата во нашата држава. Ние инфраструктурни проекти, големи, како пречиствателни станици, депони и така натаму, ние не можеме тоа да политизираме. Никогаш. Тие се стратегии на државата. Ние збориме за стратегијата на државата, долгорочната, 5, 10, 15, 20 години. За жал, претходно, ние мешавме инфраструктурата со политиката. Овие се долгорочни проекти. И никој не е министр за живот. Мандатот за 4 години, идејата да почнеме за нешто, другите ќе продолжуват со тие проекти, но никогаш, за жал, да не мешаме со политиката. И ако разгледаме, за жал, на претходните проекти, секогаш политиката се мешаше во инфраструктурата. Инфраструктурата на државата нема потреба за политиката, заради тоа тие се бил успешни во Австрија, во Германија, во Англија, тие се во знаење дека инфраструктурата нема политика, но е потребно да развие државата. Тоа е. Министре, после овој разговор, оној што ќе го гледа ова интервју ќе рече лесно му е на господинот Насер Нуредини, ни дели памет, ни сугерира што треба да правиме, ќе го сменат, ќе си замине од државата, а ние и натаму ќе живееме. Мислам дека не е лесно за мене, бидејќи јас дојдов од Виена, прво да го кажам, финансиски јас сам имам трошоци. Но тоа е нешто друго. Јас сум бил свесен и сум горд дека имам можност да репрезентирам нашата држава. Втората, јас сакрификирам моје време далеко од моја фамилијата. Тоа не е лесно, да го кажам, искрено. Но ќе пробам се што е можно да контрибирам и да дадам тоа што можам ние да одиме напред на државата. Министре, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Фала многу. Почитувам, тоа беше Насер Нуредини, министер за животна средина и екологија. Следете не.